3 дена Груевски и ВМРО ДПМНЕ, повикувајќи се на интервју во еден неделник, често оспоруван од нивна страна, го обвинуваа СДСМ за наводен притисок врз медиумите. Нивното лицемерие беше зачинето со вчерашна честитка на Никола Груевски по повод Светскиот ден за слобода на медиумите. Денес ќе ви презентираме уште еден пример како оваа влада притисокот врз медиумите го доведе до совршенство, обидувајќи се да ги става граѓаните во заблуда со нивните портокалови лаги. Човекот кој се прослави ословувајќи го премиерот како пастирот, очигледно од пред 2 недели, токму од Груевски и ВМРО ДПМНЕ е дополнително награден. Согласно овој договор, Слободан Томич од 14 април е привремено вработен во општината Газибаба, каде градоначалникот е од редовите на ВМРО ДПМНЕ, на работно место референт за информирање. Замислете, Слободан Томич за овој свој времен ангажман ќе биде платен речиси 30.000 денари месечно со народни пари. Колку за подсетување, за емисијата Гласот на народот, Слободан Томич само во 2008 година од сметката на МРТВ доби неверојатни 90.000 евра. Да биде иронијата поголема, во општината Газибаба е ангажиран уште еден партиски војник, кој во слободното време ја игра улогата на најголем платен патриот на ВМРО ДПМНЕ, спаринг партнерот на Ѓорги Иванов за претседателската кандидатура на ВМРО ДПМНЕ, Тодор Петров, со ова решение, исто така подпишано од градоначалникот на Газибаба, е вработен како помошник раководител на сектор за поддршка на градоначалникот. Овие два примера се само мал дел од добро изградениот систем на Груевски за брутална партизација на општеството. На граѓаните им е доста од инстанс друженија формирани за се и се што, доста им е од жртвите на транзицијата, платениците на преродбата, наместени анкети, наместени интервјуа, избегнување на ТВ дуели и од обидите за целосна груевизација на македонското општество. Груевски и ВМРО ДПМНЕ изгубија секакво право да обвинуваат кој било друг за партизација, притисоци и закани, бидејќи тоа е главна карактеристика на нивниот ненароден режим.